Во вториот контролен надпревар одигран во Дојран, фудбалскиот клуб Брегалница одигра 1:1 со екипата на Кожув Миравци. За првиот гол се чекаше се до 73-та минута, кога Кожув поведе со 1:0 со голот на Ристов, а во завршните минути младиот Стефан Коцев израмни на 1:1. Ова беше втор подготвителен надпревар за штипските сини, а третиот го играат на 11 февруари против Академија Пандев. Кошаркарите на Универзитетот Гоце Делчев беа убедливо поразени од составот на Работнички во надпреварот кој што се одигра викендов во Штип. Кошаркарите на Работнички во текот на целиот надпревар одржуваа голема предност, со што на крајот ја обезбедија сигурна победа од 81-64. Се надам дека Штип ќе продолжи со ова темпо и кејф ми е што јас сум еден штипјанец кој што потекна од оваа школа. Мислам дека заслужува градот да има кошарка и за благодарност до факултетот Гоце Делчев кој што го поддржа овој спорт. Презентската екипа е една агресивна екипа која што игра доста агресивно и има доста офанзивни скокови. Најверојатно ова е жежок терен за сите екипи кои што очекувам во иднина да некоја од подобрите екипи падне во Градшип. Дарко Соколов и Тодор Гечевски со по 19 постигнати поени беа најпрецизни во победничкиот состав, каде уште двоцифрени беа и Чекомски со 13 и Димчевски кој додаде 12 поени. Во тимот на Гоце Делчев Даниел Калов оствари дабл-дабл од 17 поени и 10 скокови, а по 10 поени постигнаа Радак, Петрушев и Караколев. Екипата на Мала Ајакс не успеа ниту во 16-тото коло да забележи победа. Овој пат на гостински терен беа поразени од екипата на Јувентус со минимален резултат од 1:0. Со овој пораз, штипени понатаму се на последното 10-то место на табелата со освоени 13 боломи. Пред нив на 9-то место екипата на Биџо со 15 боломи, додека лидер е Железарец со 46 бода.